Почитувани, Зоран Заев молчи и не кажува дали ги распродава Гоце Делчев и македонскиот јазик. Зоран Заев мора да престане да бега и да каже што ветил во Бугарија и што сега треба да исполни. Зоран Заев мора да излезе и јасно да го каже неговиот став за Гоце Делчев и за македонскиот јазик. Повели Заев, излези и кажи го твојот став за Гоце Делчев и за македонскиот јазик. Македонија не е пазар, а македонското културно и историско наследство и јазик не се фирмите на Заеви, па да се распродаваат по собствена волја на Зоран Заев. Зоран Заев мора да излази и да каже дали се вистините и наводите на историчарите кои што тврдат дека Македонија треба да прифати и вина за депортацијата на македонските евреи кои што беа однесени во логорот Треблинка. Македонскиот народ е дел од антифашистичката коалиција, дел од народите кои што го возобновија светот по Втората светска војна. Зоран Заев нема право да менува историски вистини и да ја понижува Македонија, ниту пак македонскиот народ. ВМРО ДПМН е за Македонија која што е интегрирана во НАТО и во Европската Унија, слободна и демократска, идеи кои што се темел на Европската Унија. Токму затоа ние сме за отпочнување на преговорите со Европската Унија, бидејќи тоа се темели на нашиот стремеж како народ за слободна, демократска и интегрирана држава. Уште еднаш потенцираме дека доколку Зоран Заев прифати нешто кое што би значило распродажба на Гоце Делчев и на македонскиот јазик, таа одлука веднаш ќе биде поништена со доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт и нема никогаш да го почитуваме таквиот договор. Ви благодарам на вниманието. Дозволете ми да ви одговорам и на прашањето на редакцијата вечер. Вели министерот Бојан Маричич на Европскиот ден на правдата прати порака дека правосудството треба да продолжи онлайн и бараат коментар од ВМРО ДПМН. Почитувани, не е прашањето за судството онлайн, туку прашањето е тоа што правдата е shut down. На овој Европски ден на правдата, Бојан Маричич не зборува за забелешките од Европската комисија, за корумпираното судство и за политичкиот притисок врз правосудството. Бојан Маричич уште еднаш покажува дека не ги познава ниту законите, ниту состојбите во правосудството. Например, Бојан Маричич веројатно не знае дека половина од парниците во судството денеска заради немање на системи за аудио снимање немаат аудио записи од парниците и дека се водат записници како во минатиот век. А особено ќе го истакнам делот на кривичните постапки, каде што законот е дециден дека сите страни учесници во процесот мора да бидат во исто време на исто место. Ова што го зборува Маричич во својата изјава на денот на Европскиот ден на правдата е пародија и гротеска, од која што може да излезе само тендер, потпишан од Маричич или од било кој во владата, со нов проект, например, компјутер за секој обвинет наместо компјутер за секој ученик. Мафијата им царува под нос и Бојан Маричич е дел од таа мафија. Ви благодарам.